23-годишната Вецка Коцева од Радовишко Воиславци, која е лице со попречености, веќе 2 години работи во детската градинка Детска радост во Струмица. Таа има завршено економски техничар во Средното општинско училиште Јане Сандански во Струмица и вели дека благодарение на целата поддршка од професорите, со учениците, таа веќе работи во градинка и се чувствува многу среќно. Благодарение на тоа што завршив економски техничар, ми помогна да се вработам во оваа градинка и сум многу среќна и благодарна што успеа во тоа. Так, може ли Вецка да ни каже како и започнува еден работен ден тука во Детска радост во детската градинка? Доаѓаме од заводот со комбето, испиваме по едно кафе со колешките и потоа почнуваме со работа. Освен Коцева, работно ангажирани се и Јана Димовска и Атанас Јанев од Струмица. Тие работат во градинката Виножито и тврдат дека можат да дадат свој придонес во административното работење на оваа градинка. Се запишав во Јана Сандански средно и сега работам во градинката во Виножито, во стручната служба како администратор. Јас кога ќе влезам тука, првото кафе го пиеме со колешките и после тоа помагам на педагогот и на другите сручни лица за документи, помагам во примањето на деца, ги запишувам вработените и се снаоѓам, благодарение се на средната школа, од таму учиме, ние после самите се надоградуваме кога ќе завршиме и средно образование. И задоволна ли си ти од оваа работа? Среќно те прави ли среќна? Ме прави, да. Ме исполнува и работам што можам најдобро да се покажам. Токму сега кој е твоето работно место? Во моментот сум работен во детската градинка Виножито. Одличен сум прифатен од моите колешки. Сакам да се изразам една благодарност до директорката, до мојата директорка Софија Димитриева и до градоначалникот на општина Струмица господин Костадин Костадинов за мојата поддршка кон мене и мојата фамилија. Изминативе години постојано сме посветени на инклузијата на лицата со попреченост, почнувајќи од образованието, па се до вработување и понатомошното усовршување на стекнатите вештини, велат од Сдруженијето Мобилност Струмица, каде соопштуваат дека образованието е подобната точка за поголема инклузија и на тој начин според нив лицата со попреченост ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот и можат да бидат рамноправни во заснованието на работен однос.